nešto konkretno. Добре ми дојдовте, ве поздравувам од хотел Лимак, вие сте на Телма. Денеска ќе ја почнеме темата со реченицата Happy wife, happy life. Што би се рекло? Среќна жена, среќен живот. Едно истражување вели дека колку повеќе мажот се дава без воздржување, без калкулации, толку повеќе жената ќе го сака, а со жената доаѓа раатот и успехот на мажот. За жени се воделе војна. Бога ми мажите ги носеле сликите од жените кога оделе во војна за да ги мотивираат, да ги инспирираат и да им дадат сила, а сликите од сопругите се чуваат и на биро, работно биро, за да им тргне во работата. Што значи дека љубовта на жената и како е важна за успехот на мажот. Затоа денеска прашуваме. Како треба мажите да се однесуваат со жените за да тие лично бидат успешни, ненанервирани, да бидат пораат и се да им биде потаман. Клучното прашање е што сакаат жените и како да се сакаат жените. Значи, во оваа епизода зборуваме за задоволството на жените, а бенефитите ги добиваат мажите. Еве ги гостите. Со последната песна Жена отвори многу прашања, разбранува многу мисли, а дали е инспирација за жените да ја препознаат вистинската љубов. Слушаме од Антонија Гиговска. Таа е една од најсезуалните и најатрактивни македонки. Косопственичка е на брендот Митров. Мајка е на 2 ќерки и е сакана жена. Љупка Митрова. Тој е еден од најдуховитите припадници на македонската естрада. Како член на ансамблот Танец, ќе го прашам игра ли како жена му свири или тој е ороводец од кај нив дома. Го поздравуваме пејачот Даце Николовски. Тој е адвокат, на изглед автентичен, по многу параметри атипичен и необичен, а за себе вели дека е тежок карактер со златно срце. Јанаки Митровски. Добри ли сте? Останавме без Добро те најдовме. На почеток пулсот ми е 250. Кој е тој што држи слика од жена му на биро? Дека не се откопча. Каков му е денот? Ке го прашаме господинот адвокат. Да. Имаш ли слика од сопругата на биро? Нормално. Во срцето. Не, на биро немам ни слики, немам ни од децата да ти кажам ова добра идеја ти е, може да се бидејќи бирото е прилично хаотично, нестабилен кај мене на работа, односно ако не Не ти дај пречи Боже на да бидеме ти, кај тебе на работа. како дај Боже, од што ќе живеам сад, не дај Боже. Знај ти некој друг мене не чепкај. Ако некош, не знам, ти треба работа или среќно се разведуваш, не дај Боже. Слободно. Ќе почнеме од почеток со најавата. Слободно. Меѓутоа прилично ми е хаотично бирото, бидејќи луѓе го гледаат сјут и се очекуваат дека, не знам, Харви Спектар постои, па бирото му е гант чисто или предметот милиарда евра е толку тенок, значи бирото ми е прилично хаотично, али еве ќе го прифатам советов како и све друго денес и може да постапам во тој правец. Добро. Али стига да е секогаш во срцето, нели? Сега да се оправдам пред жена. Добро. Даце, сигурно имаш на скринсейвер сопругата. И јас треба на шкафче да ја залепам во Танец. Ние сме група пејачи, колективна работа, имаш шкафче да залепам. Не е пријатно сите да ми гледаат у жена, јас сум малце љубоморен тип, ако изгледам така. Па сега. Во внатрешноста од шкафчето. Тоа у војска го имав направено, знаеш дека? Загледате како сериозно. знам. Добро. Девојки, вашите момци чуваат некаде слика од вас? За мотивација, за инспирација, за понеког... Како? Мислам дека неколку што знам ја. Не. Јас мојата си ја гледам. Каде У стои тоа? неговиот Уште кога влагаш на брат. И директно. Директно. Така, па да се знае. Повеќе се, не е една. Таму стои како некаква си закана, те гледам или стои чисто? Чисто мислам дека ме свиѓа. Те свиѓа. Ме обожавам. Добро. Јас и мојот сопруг настапуваме заедно и се гледаме прилично често, така што не верувам дека има некаде биро, ама ако има, мислам дека можда е добра идеја да ме стави. Добро. Па добро, супер ни е енергијата на почеток, така да можам јас да започнам со прашањата. На почеток ќе бидат оние кратки одговори, чисто само да видам на каде ќе ја тераме. Може ли? Значи темата ни е како се сака жената.
Така да прашањето прво е: дали жената треба да се сака како кралица или како принцеза? Краток одговор, па после ќе сублимираме. Како кралица или како принцеза? Кралица, Како можам кралица? да кажам зашто? Ќе кажеш на крај. Како треба да се сака Кралица. жената? Кралица? Исто. Кралица? Како ја што ја сакам мојата жена. Ама како што ја сакаш? Се гледа дека му е сликата у шкафче. Го мора нече го ти кажа. Кажи. Малку сега да не претера. Ако мене. Како кралица или Кралица. како кралица? Дали може Љупка да каже зошто како кралица? Некако. Ја пораснав со Дизни принцеси, како и секоја девојка и тие Дизни цртани, уствари Пепелашка, Снежана, немаат втор дел. Завршија со венчавка, хепи, али кај е вториот дел? Точно. Нема втор дел. Принцезата кралица. Кулминација настанала таму, јас сепак бирам кралица. Кралица. Кралски третман. Јанаки, зошто Кралица, кралица? керка ми како принцеза, се не е мало дете, не знам. Така, добро. Зошто кралица? Па во градинка има улога кралица. Така. Добро. Не знам, а со мене ми е асоциација дека го држи семејството, дека Што убаво. Добро е. Океј, одам на можеш второ. ништо да не ме прашаш, си извадив на сам старт. Толку. Добро. На жената не ѝ требаат скапи подароци, туку внимание. Да или не? Да. Значи, добро. Има жени што сакаат скапи Да или не? подароци, сигурно сум, меѓутоа јас сум за внимание. За на Внимание, второто. добро. Јанаки? Па и да и не, меѓутоа да јас сум повеќе за внимание, а за моја среќа нели бидејќи сум цинцар, жена ми се погоди скромна, па така да повеќе со внимание поминувам. Може брака постав. И сега би се надоврзала Јована Јеремич. Треба да ми купи Rolex, нови стан, Белград. Он така ја тестира. Нови автомобил. Како ја тестираше Јанаки жена ти? Како ја зема да видиш дали е цинцар? Со точак. Се шалам, не. Ние сме од многу одамна заедно и на факултет се упознавме, така да деца бевме, мислам, кога сум немал 5 банки у джеп, така да не никош не менувало ништо финансиска отсутство. Така? И Да. даваш скапи поклони? Сега за годишници купив некој поскап поклон, да знам да изненадам чат-пат, меѓутоа никогаш Ретко. многу е скромна. Не знам како да ти објаснам, ја таква жена не сум видел, дури мене нерва ме фаќа. Ја многу пари фрлам на облека. На Не може да облека дојде имам- на ред од тебе, бе. Да, веројатно на облека поише пари имам дајано отколку на коли, а не знам, као и даваш пари со поише се враќа некој таков. Ја не сум видел такво нешто, мислам стварно. Керка ми е на незе. Сомнително. Да, сомнително. Керка ми е на незе исто. Керка ми е на незе иста, син ми е вака исто потрошаџе и така. Добро. Љупка, значи дали на жената треба да ја даваме внимание или скап? Внимание, ако добие внимание, ќе добие и нешто друго. И скап поклона? Нормално. Добро. Едното со друго иде. Ти добиваш и едното и другото? Па нормално. Само си купувам. Добро. Дали љубовта кон жената е безусловна, Јанаки, или треба да се заслужи? Ова ќе биде безусловно од кога ќе се заслужи. ГБТТ. Епа сега. Треба да одговориме да, многу нема да да или не. Ама не да или не, и после ќе го заклучиме одговорот. Да, Сега да, не сум да, да. полициска станица, таму се одговара со да или со не. Значи вака. Значи Јанаки. љубовта према жената е безусловна од кога ќе се заслужи. Ето тоа е мојот одговор. Тешки се адвокати, бе, леле. Ева зашто? Сум немала дечко адвокат. Јас се добро. исклучив кога слушнав со кој ќе сум. Добро, значи безусловна заслужи. или Добро, да. да се заслужи. Треба да се заслужи. Безусловно, дур сме мали после кога како старееме мора да заслужи, не запрекавај се. Љупка се Ама согласува? истото важи и за мажите, што? Исто е, треба да се заслужи. Треба да се Дефинитивно. заслужи, значи нема Да. безусловно. љубов. Дефинитивно. Не постои. Така, значи мора да си заврши некоја работа жена. Да не се лажеме, да. Не мора. И обратно, Не. и обратно. Са, еве јас се како Се предомисли? различни карактери, не мора да заслужи за да. А не мора, стварно не мора. Ако не заслужи, Со што те- значи не е да, љубов. така Значи не. не е љубов. Не се слагам. Ама гледај се, различно е, затоа реков прашањето малце зафркнати, како да заслужи? Да заслужи за да ја сакам. Ја сакам и без да направи ништо, ја сакам едноставно. Ако Да не сте заслужи да ја карактерно сакаш, привлечени. значи ти си заљубен. А заљубеноста не е љубов. Значи ти си магепса, но магла си. Значи, треба Имаш да нагазено заслужи. нешто. Кога ќе се разбудиш, треба да заслужи, нели? Каже дека ја сакаш, да молам и да завршиме тука. До некоја нафрлјотина да има.
Но ќе гледа емисијата, немој после да си Имаш, а тек почна. Смениш мислење за жена ми Треба да заслужи би сакала. Ако дали- добар правец би сакала. Добро, а дали ти мислиш дека сопругата тебе те сака безусловно? Дали си сигурен, не да мислиш? Тука треба сигурност. Сигурен си. И ништо да не направиш онака. Значи ме натеравте сега да признам нешто што постојано ме влече да го прашам. Значи дај бе кажи ми еднаш викам дека ме сакаш, човече. Ме сакаш ли бе ти уствари? Ти наоѓам причини декаално се шалиме нистата. Сметки сега ме навлековте да кажам дека да. Те сака, а? Добро. Добро. Јанаки тебе те сака сопругата безусловно. Апсолутно, 1000%. Па нормално, што? Да. Со Ти не би ме сакала, мислам. Ја не. Мислам да беше на нејзино место. Дека не си. Добро. Идеме понатаму. Проба да ме наведеш? Не. Добро, Ајде, тераме. ласкај сега, Слушајте сега едно вакво прашање, значи. Ова ќе ми. Кога жената е верна, таа заслуга се препишува на мажот и тоа е негов успех. Да или не? Мажите да И одговорат. така и така. Ајде. Не може Даце. да, не знам. Кога жената е верна, дали тоа е успех на мажот? Па вајда тоа и она така Ама не се гледај чувствува во дека него, не во треба мене да го гледај. направи, затоа што ќе го повреди, а е веројатно и другава страна допринела за да она не. И кога ќе си напишеш домашна работа на време после мислам извини вака. Добро. Има еден латински израз, не знам дали смеам да го кажам, вели Смееш. пенис бонус пак ин домус, сега тоа изгуглајте го ќе видите што значи. Така да, апсолутно сметам дека е заслуга на мажот, а и обратно, затоа што цело време форсираш према нас. И Антонија Убози каже и за мажот тоа важи, значи и обратно е Сакаш исто да си одиме така. јајти? Да, ме нападна. Ама таква е темата како се сака жената за на вас да ви биде поарно. Така да, што вели Драган, нели домашната задача е многу битна, мене многу ми е, знаеш, кога ми кажат сега сексот не бил битен, како не е битен. Ја би рекол дека е 50-50, значи 50% од врската сега дека е сексуалните односи, а 50% нели карактерно да се поврзете. Појаче ги љубов и малце така. процентиве на сексуални односи. Много да нишка. Појаче. Тоа после со годините се намалува, тоа сакаше да каже. Да. Дали, да. Девојки се согласувате со тоа дека ако жената е верна, Не знам зашо. кога преминавме на проценти. Боите прашања слушајќи ги не неговите. Дека ако жената е верна, тоа е заслуга на мажот? Не, тоа е заслуга на жената. Зашо покрај себе избрала маж кој што мисли дека треба да биде покрај неа, што ја исполнува, што ја задоволува секое поле и е заслуга нејзина. Зашо станала свесна за самата себе, почнала да се сака, да се почитува, да знае што сака и тоа е резултат на жената. Како Дефинитивно. спинувам, одличен адвокат би била. Како си ја врти цело време на своја воденица, Видиш. да, треба да се проба. Мојата последна песна кажува право машко знае како се сака жена. Така што верувам дека има логика се ова и е точно. Меѓутоа не е само тоа, мислам дека треба да почитува, не е само да ти каже те сакам, да ти пружа внимание, ако не ти пружа внимание тоа ќе одлеташ на друга некоја страна или ќе расчистиме, така да мислам дека Чива заслуга е главно. верноста на жената? па Мајцата. на двајцата искрено. Да се На надоврзам на двајца, Антонија, значи ние жените сме еден цвет. Цветот знаеш до кога е убав? Додека е у земја. Кога ќе го скинеш, знаеш колку дена ќе биде убав? 2-3 дена, ајде една недела. И Кога ќе- најчесто Кога ќе прават настане грешка. суша, брат, куферот и чао. Како да ти кажам? Кажи сега. Враќаш на мавата што кажавме ние. Ти Најчесто реков ја прави- качи ги процентиве. Најчесто мажите прават грешка, ќе освојат една жена и мислат дека тука завршува све или ќе роди дете и не треба ништо веќе Моја прави. Не беше треба да и идеме толку. на ручек, на кафе, Се на е викенд. од на- Социализација општо за ти. Се од не редовно Навадување на цвеќето, вадење на Да цвеќето. не настане суша, сушата и куферот чао. Значи, Значи со процентиве да. со процентите адвокат. оди на 98 брат. Добри сте. Ајде одам понатаму. Слушајте. Дали љубовта кон жената повеќе се покажува со плаќање на сметки или со полагање на сметки? Две у едно. Две у едно. Две у едно. Тоа што значи? И плаќање и полагање на сметки се знае.
Значи, да кажува кај Да иде, бос се знае која е жената. така ли ти дека оставаш? Ем да си плати, ем да си каже кај бил и кај троши. Се знае. Мислам, да не се лажеме дека ние жените сме доминантни, колку и да се правиме кревки и не знам што, времето на научи да бидеме доминантни. Ете, види, одела сме да трите. удела. Трите ние сме Доминантност покажуваме. А една девојка нема усукина овде, Да жити. има попусти сега, зимски. Видиш? Да, па и ние у машки одела сме, тоа попустот само за мажи беше. Да. Па моравме така да се Значи, облечеме. времето на научи да бидеме силни жени, иако ние сите силни жени покрај себе на крај на денот дома сакаме да имаме маж што е подоминантен и посилен од нас, да не се лажеме. Така е. Значи ти кога ќе го прашаш мажот да ти ги полага сметките, односно еве на пример и кај бил и нешто потрошил и така натаму, нема проблем Ја не тоа му да го направи. кажувам. Он сам треба да знае дека треба да ми ги положи тие сметки. Он доаѓа дава. Ништо не му а не дај Боже да почнам да му кажувам, мислам. Влага е денеска бев во 17 часот таму. Гледаш ли Треба да како? сака, да има желба да ми ги каже. Да, тоа е многу строго. Доаѓа и Ама носи. не е строго, да има желба, кажав. Не, Добро, тоа не треба да е, мислам дека биде спонтано. тоа. Колку машки има така што има желба да Па мене не ми требаат многу машки, ми треба еден. Мислам дека тоа треба да се одвива спонтано. Така. На еден Па со еден спонтано, телефонски да. разговор бев таму, Спонтано заврши кажувај. ова, заврши тоа. Ондано да каже, слушај ви. А околу сметките, јас си онлайн си ги завршувам тие работи. Не, наискрено, ние имаме заеднички буџет дома, фамилиарно. Така што не ми е тешко да укуцам онлайн и да ги платам сметките. Пинот само да си го куцна. Да, така што Текот на годините се ствара таква една доверба помеѓу брачните другари да не мора да полагаш сметки кај си бил, што си бил, колку пари си земал од заеднички од новчаник, еве, како што речев, ние дома двајцата имаме заеднички новчани. Мене ми е јасно колку она зима плата на неа, колку јас, колку отиште за ова, колку нема да се сомневаме сега, ако веќе спомнам финанси. Или пак бев таму, јасно е, ако ќе се вратам со фатен јазик, кај сум бил. А иначе, околу сметки плаќање, да знаеш, Љупка моја колку троши струја, ја не би ја платил сметката. Сама си ги плаќа сметките. Има маж кој ќе каже, мислам другарки и пријателки ќе кажат, мажот ми кажа, а ти го заслужуваш ли сега тоа, ти треба ли сега ова да го нарачаш? И викам, да кажи му ти, ја тебе те заслужувам, ти мене ми требаш уствари. Нели? Ондра контра напад. Се сесам, мислам, не е се до парите, на крај на денот битна е љубовта, разбирањето, почита, сигурноста што ти ја дава. И да си кажуваш кај тоа си е еден цел. Ма Спонтано. тоа се знае, тоа се знае. Добро. Јанаки ти се кажуваш кај си бил? Јанаки е разочаран. Ние толку години не сум разочаран, мама, толку години сме заедно да може тоа на почетокот било спонтано. Ама не, сме надминале таа фаза, да, немаме навика сад да доаѓам и да рецитирам кај сум, ако се прашаме меѓу себе окей, али у принцип, бидејќи сме и со две деца и кои со какви активности, така прилично и си ги знаеме еден новиве. Ова обврскиве во денов, а во однос на плаќање во сметки, може ќе звучи ова по старошколски, не знам, селјачки, како сакате да научите, јас сум така воспитуван дека не знам, ја треба тие работи да ги менаџирам. Жена ми е исто така по-патриархално воспитувана, така да тука немаме проблем. Постава ти да си ги платиш. Не остава ја да си ги платам, да. Не, види, супругава стварно, мислам, многу е посветена, баш така воспитувана на девојче од времето, дома, семејството, да го гледа поише, така да се да оставам и сметките да ги плаќам, мислам. Нема да. Мислам, зашто... Ова ич не звучеше влашки. Јас сум ти атипичен влав, никогаш кога ќе се погодиме во Меана ќе можам и да ти го демонстрирам тоа. И частиш! Ептен сакам да частам. Стварно? Кога така ќе те чеше тогаш? Добро. Значи, жената се сака со дела, а не со вили, јахти и коли. Антонија? Па и тоа се дела са. Па има жени што, пак ја кажам, го сакаат тоа. Сакаат и да се на јахта секојдневно. Јас сакам да сум на јахта, ама не секојдневно. Кога е ладно, не е убаво. Ладно не е убаво. Да, така што за мене и според мене со дела, меѓутоа пак ја кажам, има жени што сакаат да се нон-стоп некаде и да се и на јахта и на и вамо и таму и скапи поклони, подараци и такви работи. Ја не знам, никогаш не сум била така воспитувана или не сум го гледала тоа дома. Кај мене тоа дома немало. Се Добро, ама било, немаш се било против на да е дела, некоја да. виличка, Кај мене ни- секојаш татко ми помагал дома и во кујна и не знам гости ќе ни дојдат па местеле маса заедно А или сопругот сега помага ли? да.
Мора да се го пофалам. погодил. Добре, па така викаат се бира сопруг као по таткото. Значи се погодил. Се погоди, добро е. Нека седи таков. Добро, ајде, со дела, со вили, со јахти или со коли се сака жена? Жена ми знаеш како вика? може кола да ми- Јас го гледав врапчето. Јас вика го гледав врапчето, не гнездото. Да. Жена ми така вика. Браво. Така да со дела, секако со дела. Снежа шо папучари не направи емисијава, човече. Не ги се. Види, јас ги Ој се лигав, и јас се лигавам од преска. Дај бе, Дајте марамче. дај за нешто друго да збориме, човече. Требаше жени да се сеуе. Водичка донесете му на Јанаки. Да одговори Љупка или ајде прво Јанаки. Значи се сака жената со дела или со вила, со јахта, со Немам пари, кола? бе. Двосмислено, немам пари да купам јахта и да би знаел. Двосмислено тие прашања се да купиш. Значи сите Јахта прашања нели се почетни дела? беа такви. Глеј сега, со дела. Да се надоврзам и на Антонија со или на твое прашање со помагање по дома. Не сум ја дека не би помагал по дома. Едноставно не ме бива за тоа. Можам на пример да некои полесни работи да пружам алишта, да не знам, садове у машина да ги наредам. Чекај, пружавање алишта. Тоа ми е, не, ти Што сега не се признава? Не, сакам да кажам дека тоа е дисциплината која што најмногу им одговара на мажите, знаете зашто? Зашто? Излегува на тераса и вака го гледаат сите комши и сите Е, го ја- збора. Нека мене затворена е терасата. Абе, секој од секоја куќа се различи. И ја тоа не можам, некако. Да, Не можам. ама не дека сум сакал. Например, жена ми кога работеше викенди, те молам, вика, удри право смукалка. Викам, важи ки удрам, тоа што стариот стан мал. Цел се препутувам 50 квадрат и доаѓам, ова ли е поминато и пак зима и сега да не ја правиме двојно работа, ама Така, да, останува оставаш да на не неа. излезе. Ali не, види, убав гест е, затоа што барем сопругата сама си го става на товар дека треба да го заврши, кога наприча на вистина убав гест као да ја 20 одмениш, век сме, мислам нешто дека- правам по ситно, да, ситно нешто знам да направам. добро. Чисто да не Мислам умрем. Да дека исе, да сите исечка така кашкавал, он го функционираат, сечкаше кашкавалче водок со Говски, да. Да, ти такви каствиш, работи. иначе не, да видиш, гледаш дека е поеднакви. Да исечка, да Ама направи. ќе останам после на крај. Абе, знам и јадење да готвам, зашто види ја сега цело време Па ова не е кажуваш, јас извлекувам зборови. Па добро е, знам, не знам, шпагети, Јајца да измле. јајца, омлет, попара, не се шалам. Кајгана. Знам основни нешта и не знам, компир манџаве знам да направам. Вау! Би го избегна прашањето со дела или дела, со апсолутно со дела, а? Ништо вила, ништо јахта. Ама и тоа се дела, тоа ти велам. Аха, вила, јахта и кола се Да, дела. апсолутно. Ја кола кој Колку купив, жена дела ми се и- утепа од плачење. Колку дела имаш на имотен лист? Колку дела имаш, Имам кажи. Колку дела до сега имаш направено? Доволно. Доволно дела. Добро, ајде Да ме Љупка, сака цел живот. да заклучиме со дела или со... Жена се сака несебично. Кога мажот е несебичен, ќе ги добие и делата и другото. Значи кратко, јасно и Кратко, па едноставно. нормално. Треба да биде несебичен. Се И да со даде. давање на љубов, онако несебично ја сака жената, значи нормално дека несебично ќе се даде и се. Добро, Баш пак се е што тоа има. внимание. Ако има јахта, ќе добие јахта, ако има кола, ќе добие кола, ако има стан, ќе добие стан. Мислам сега тоа е прашање на тоа со што он располага. Значи не се Тоа не е упрв план. Упрв план е он да биде несебичен и да ја сака несебично. Така. А ќе си дојдат само по себе. Се ќе си дојде природно. Добро, кола тебе ти купија ли? Татко ми купи кола. Не се виш сака. Не се виш сака. Па добро прашам. Да не еве Јанаки рече Ама ти ете, пуштам поздрав до универзумот. да не те прашам тебе дали си купил кола. Манифестација. Да го подсети. Купил кола, дали си и купил кола на сопругата? Ја утепав од молење. Абе не се моли. Ама не ќе се Жена ми има положено на 18 години, јас на Ја имав 22. таков 4 проблем, да. години Ја имав таков. пред она жена ми има положено 4 години пред мене. И? Неколку пати има управувано со моторно возило од Б категорија. И неколку собраќајки. Нема, напротив не е лош возач. Се плати. Нешто да, Не сака, да. нешто и се дешава. Ја исто Колата тоа која ја купивме, вистинската кола. гланци. Да пробаш со повеќе коња. Значи, Емел го исечеш ако те чуе, Вистинска кола е као вистински маж. Тие малите коли тешко се возат. се вади на фора или некое джипче, ја мајката, или некое помалечко. Па джипче се да гледа од Вака сега високо. сестро се договори. Не се лупа. Јас ќе си купам, ова на неа ќе го дадеме и нека се ослободи. Јас истиот проблем го имав, Така исто сопругата од 17-18 години положено и не возеше. Однеси ме вамо, однеси ме тамо, јас сум таксист, ја терав па дополнителни часови, па така натаму. Иначе кога каже за тато ми купи, мене керка ми што пред сега има 15 и пол години, од пред 5 години ми има такса, но дека со 18 години кабриолет мадам сакала.
И што ќе правам, важи тоа, викам важи. Со дела. Дела, со дела, да. Сака со дела. Али добро. Ама види, делата доаѓаат од љубовта. Он ја сака и затоа Керка ми мора да го. нормално, нормално. Не, ми се допаѓа тоа дека неа Не види, татина си е татина. Кај нас 95% сите керки се татини, сите машки се мамини, тоа е факт, 95%. Да. У случаевите. Ајде сега, специјалното прашање за мажите. Дали еден маж во исто време може да сака повеќе жени, ама да не е тоа кирката втората жена? Како е уште наш? Дали маж во исто време John може да Smith. сака повеќе жени? Може, сигурно. Исто ти сакаш Да сака, еј сега, чекај сега, ќе правиме финти како Љупка Преска. Да сака, да е заљубен, многу ми се Мислам дека не. Сама ги смислуваш или имаш тим? Заљубеност и сакање не е исто. Може да е Жените не ги заљубен, ама да откриваат сака, мислам дека А треба моти ви време. одговарате во нивно име, пуштете ги дека... Не е проблем. Не може да сака 2, 3, 4, 5, 6 жени у исто време. Не. Не може или не сме? И не сме и не Не може. сме. У брак сте и двајцата? И не сме. Не знам колку да ги сватите сериозно. Не знам. Еве, ајде, Јанаки дрвни. Јас нема да се себе инкриминирам сега тука. Не. Дали постои разумен сомнеш во ова прашање? Нема, уште ќе очекаш така? Ќе го чекам. Кој прашање? Не, верувам не, Па сега затоа што последно. навистина ако си, ама не стварно е така како што Да. кажува другарка Љупка, затоа што стварно постојат фази, ако си ти лудов влюбен па сакање, меѓутоа у принцип не верувам дека можеш да сакаш вистински да сакаш две жени. Едно е сега да те привлекува сексуално, а друго е да си заљубен. Не, значи машкиот пол е скроз различен од женскиот пол сега. Така ние поискрено сакаме. Значи нема шанси. Тоа ние кога сакаме До крај. Еве, каки 100%, еве, ако тоа е. верувате вие, драги гледачи, ние Од кој веруваме. дел од душава, од телото сакате? А колку делови има душава? Душа е една е Не, душа. да друга алудираш. Значи сакам Глава. безрезервно. Чао пријатно, глад у торба и Има свати. Точно, Од каде точно. сакате? Од каде сакате? Не бе, јас сум лав Вака- хороскоп, џабе ме рачкаш сега со тие прашања, не ти оди, лав сум. Јас сум романтичен тип, се заљубувам, еднаш си имам заљубено, така ќе си умрам и готово. Лав и романтика. Нико да падна. Не, Дај да праша го и него. Вика лавсум. Вика, еј, Снежа вика лавсум да му кажам да му реплицирам, нека сум била таму и ја. Да. Е лавот на Што се наврташ што им згреби. Бевме ние одамна кај ловите. Шалам се стара. Лавовите се топли. Стварно. Стварно се топли, лавовите се супер. Е, топ сте. И живи сме се уште. Била таму, била таму. Ајде да идам понатаму. Кога бираат жените маж, ајде извини. Да, стварно не се завргам, ми се гочи ногата, може да сметам другата. Ти сериозно така седеше Да, затоа што сериозно ти така, реков? дека ме искара и дека така Не, треба тоа да се беше само за слика, за само за слика, фотографирање. добро. Да, а сега нема проблем. Готово. Добро. Значи, викаат дека кога жената бира маж, обично го бира за да биде добро ситуиран. Тогаш кога вие бирате жена, кога бираат мажите жена, по што бираат? Ај прво девојкиве да слушнам, Љупка. Мажите по што? По што бираат? Ти што мислиш по што бираат? Ова треба мажите да го Ќе го кажат. одговорат, ама ти што мислиш по што бираат? Мажите да бираат, зависи кој маж, Снежа. Не сите мажи се исти. Можам да кажам, маж што треба да ми избере мене, треба да биде доминантен маж, да се сака себе си, зашто јас сум жена што знам колку вредам, што можам да понудам, колку се сакам себе си и ако не ми го даде тој фидбек, џабе, не може да бидеме заедно. Тешка си ти за сакање? Јас сум лесна, едноставно, јас сум 54-5 кила, Ама за да те за сака, сакање, за кревање сум лесна, ама за сакање тешко. душа вадиш, а? Душа бадам. Добро, да се знае. Ама и давам. Ама и давам. Добро. Кој дел од душата? Јас. Кој дел? Кој дел? Цела. Ти враќа се. Цела. Ти враќа. Цела. Целиот дел. Ти Целиот враќа. дел. Знаеш, душата е единственото нешто што не го гледаме, а го чувствуваме и целиот дел. Ако не го даваш, нема да добиеш. Колку даваш, толку добиваш. Така е. Добро. Антонија, ти што мислиш? По што бираат мажите кога бираат жени? Па, мислам дека пред се физички изглед, да не се лажеме. Мислам дека физичкиот изглед е она прво нешто. После она како ќе валја како ќе се вклопиш во фамилијата.
Јас сум имала неколку партнери, меѓутоа не биле нешто премногу ситуирани да заработувале и ми било онака супер што заработуваат, затоа што и јас од многу мала заработувам и сум во музиката и првата кола сама си ја купив со мои заработени пари, не од тато. Браво. Така да јас мислам дека бираат по првично има физичкиот изглед, после дали ќе се вклопите, иако првиот клик е најважен. Добро. Ајде мажите да одговорат. Како ме гледам? Пошто вие мажи одбирате жена? Ми се свиѓа многу влечена наша страна, браво, ми се допаѓа. За млад човек, сериозно. Не, јас се враќам на оние години. Да се присетам. Да се присетам, па се наежив едно време, па чекам да ми помине. Кога, не знам дали ќе се сложиш со мене, вајда, не знам, кај нас тоа траеше, ние сме од млади, јас имав 20, жена ми имаше 19 години. Се знаевме пред тоа, ама на едно чисто здраво. Ама имаше некоја хемија што ме, иако не ја знаев, јас да физичкиот изглед, јас не давав на значење никогаш дека ми се допаѓа кој ќе ме погледнеше кој идеше некај мене. Се вртев по неа кој ќе заминеше. Да видиш дали она ќе се сврти. А дали се случило некогаш да се сврти? Да, еднаш се сврте. И неколку дена после тоа се спанџавме и завршивме заедно. Тоа е тоа. Енергијата е најважна, И мислам јас се слагам за ова, да. Ако може да сум имала ситуација, пример со некој дечко да е преубав, да е презгоден, ама е Дрво. не знае да разговара како што треба, не знае, ништо едноставно онака. Ништо. Само да биде убав. Едно големо ништо. Пошто бирате, Не е што ми битно рече? убавината. Не е битна е убавината кај за мажите или За за мажите. Види вака. Има жени што сакаат Види вака. грди мажи. Грди мажи. Не грди мажи. Има, Шо е грд бардовци маж? се, значи Извини, са- шо е грд маж? Добро, да, и тоа е многу субјективно, Шо е меѓутоа грд Важна маж? е енергијата, Шо е Ќе стварно. ми грд каже жена? некој физичкиот изглед дека баш може би на почетокот да, меѓутоа на долги стази на апсолутно. долги стази. Тоа што го кажува клик, значи енергијата, ја и сопругата Топлина, имаме се. многу убава енергија затоа што види Време да го Време запознаш е, човек па да сотекна видиш време, ти. така е, ќе затоа што видиш жената нешто. не ја прават градите и задникот, ја прават интелигенцијата, карактерот, енергијата градите и задникот. Малку задник. Мислам дека задникот и Или во некој градите се на почеток. или во некој случај без гради. Многу мажи ова кажуваат, ама на крај види го, ќе Не ме се забрате слуша пак ништо. по некоја ваква жена. Прави. Сега не ме слуша. Те замолувам уште еднаш дефиницијата за тоа. Да, Што ја дека прави? жената не ја прават градите се и на- задникот, туку интелигенцијата, карактерот, острумноста, лукавоста, градите и задникот или во одредени случаи без гради. Фала многу. Многу ми се шалам, допадна. се шегувам. Супер, за тие што нема гради, пример топе. Не, он не мислеше на нас. Не. Ај сега едно прашање малце поозбилно, посериозно. Обично кога нели се запознаваш и веќе кога оди сериозна врската, ете така, значи треба да го земеш партнерот, меѓутоа не го земаш само партнерот или партнерката, туку земаш и тоа што е минатото, па не знам, роднини, пријатели и така натаму. Викаат дека мажот кој што е нели оној слаб маж, ќе рече дека треба све да се забори и да се избрише или ќе биде од сега натаму по моја, овој што е јакиот прифаќа све. И минато, и роднини, и пријатели, и другари кои што не се допаѓаат. Какви се вашите мажи? Све прифатено Се и минатото, прифаќаат. да, заради тоа што ти си разведена, имаш две Јас сум керки. разведена, имам две керки и едноставно, нели, сум поминала некој одреден период од животот. Разводот е нешто што кога ќе ти се дешава смрт со самиот себе и почнуваш нов живот. Новиот живот си ти нов лик више и тој новиот веќе мора да те прифати ваква, со сите твои аномалии, предности, искуства, да те прифати како похрабра, подсврста, да те прифати таа женска енергија, самоувереност, храброст, ама и кревкост, зашто ние жените сме толку кревки суштества. И да не дозволи униеден момент пак да те скине. И нормално дека треба да ме прифати целото мое минуто за да ме сака. И тоа е единствениот сведок дека он мене ме сака. Па многу убаво кажано. Едноставно, нели? Да, многу убаво едноставно прифаќањето е сакање. Така. Идеален нема, ама баш тоа што не е идеален, знаеш што викаат? Спие до доцна, не расчешлона е.
неубаво изгледа, ама совршена е. Таа совршеност треба да ти ја сака. Одлично. За него се соврши. Така. Добро, Антонија? Па прифаќањето е зрелост, мислам дека и тоа прифаќаат само зрели мажи и нема зошто јас да го бришам минатото. Јас сум таа што сум и сум поминала тоа што сум го поминала, едноставно немам потреба ништо да бришам. Ако си ме прифатил таква каква што сум, тогаш идеме понатака. Ако понатаму во понатамошниот живот заедно, заеднички живот, се одлучиш да едноставно веќе не прифаќаш ништо, тогаш секој по свој пат. Мислам дека тоа го прават само зрели луѓе, па да, зошто Ти да не? замерил понекогаш или дека можеби зборуваш премногу за минатото, дека не треба да се Па навредиш не, твојот сопруг? јас искрено не зборувам за минатото, мислам дека тоа не треба да не биде тема на разговор. Да. Така што ми има минато и сум го ставила позади себе, тоа Затоа е е минато. позади себе, толку. Добро. Океј. Силни се тие мажи што прифаќаат жени нели кои што имаат обврски, значи Силни се и многу се заљубени. така. Многу, премногу се заљубени. Јас искрено немав некое минато што треба да го прифатам од страна на сопругата. Деца бевме, што 19 години имаше. Така. И јас 20 и она моето да не го прифати, вајда чиме со мене го прифатила. У нашиот случај некако идни наградевме заедно, за разлика од тоа што требаше да прифатам минато. Не дека сум немал некој момент, како што се нашалив преска, знам да бидам малку љубоморен понекогаш, кога ќе осетев дека некој од кругов на другарчињава сака да ме направи љубоморен или нешто, имав изреагирано еднаш, ама тоа е тоа. Ама одлежав и ме пушти. Добро. Ама одлежав и После 8 години. Уште не. Јас сум Уште рехабилитиран лежам. нов човек. Уште лежам. Така е, така е. Сега си решил да бидеш со тој човек, го сакаш, те сака он тебе, терате напред заедно. Да, е јасно. Да живееме у Јасно. стравови. Така Некој ако сака да биде неверен, ќе биде неверен, мислам, ќе најде начин, кога сака да бидете контрол фрикови, сега нема да ми се допадна овај љубка што го кажа за знаеш не исчешла, мене сопругата најубава ми е на сабајле, значи кога си одмараме, ако станеме порано и кога нема грам шминка на себе, нели кога не средна, ја например сопруга неспоредливо повеќе ја сакам сега отколку кога сме биле деца. Гледаш, не сум толку лош како што правиш. Да. Одлично, добро. И интимен момент, нели, сами сме, и после почнува хаотичен ден, бидејќи нели ние работиме заедно и така. Добро, ајде ќе одиме на реклами, ама пред тоа да ми одговорите на прашањето, значи во кои моменти му викате на партнерот: нема да најдеш како мене никаде. Во секој. Никогаш. Никогаш. Никогаш не го викаш? Никогаш. Да не ти доаѓа така Ако никогаш? он не сватил дека нема друга како мене, јас ти треба да му кажам. Тоа е добро. Никогаш. Реклами. Сечи се реклами. Да одиме на реклами, па ќе си продолжиме со муабет. Ајде кратко. Само нека прозвучи нешто конкретно. Само нека прозвучи нешто конкретно. Еве се вративме да не му снема искреност на Јанаки. Се уште си искрен, нели? Да, сега тоа иш не сакам лицемерни луѓе и не ми е битно и непријатели да се сорат или мислам дека таков однос на правење лице на лицемерие, значи јас сакам директ у чело и не знам поинаку да функционирам. Мислам и во работава тоа ми донело непријатели, меѓутоа се носам со тоа, немам никаков проблем затоа што знаеш како са тој што те сака или што те цени, баш треба да ти каже како што или прв треба да ти искритикува. Така, Ме ти дома разбираш? си кажуваш Ко сега за ова кој што карактеров сакаш. цртиве што ти каже како Да, се талам, не. Ама по дома се си кажуваш или? Дома се си кажувам, да. Сеа? Да, апсолутно. Уште нешто искрено сакам да те прашам, уште од времето кога го кажа она за имињата кои што си сакал да ги тетовираш, нели? Така? Ако не го знаат, можеш да им го кажеш на гостите, тоа ќе им го кажеш, меѓутоа мене секогаш ми онака сум се прашувала зошто не го истетовира името на сопругата на пример? Дали слушна пред малку што кажав, пошто ти веќе ја видите товажата дека си истетовирав? Тука низ нотното писмо ги има низ ноти представено скратеницата од Михаил и низ Кирил Лейсон Кирил. А јас многу бев прецизен пред малку. Петал пое, ама кокошка ги писуе ноте. Тука има микрофон Ама дај на македонски кажи го шука. и бас клjuč
Микрофонот сум ја, ама нотиве. Си ја И истетовирал. љубка моја ја има тука. Си ја истетовирал. Само кажи им го тоа за тетоважата за да знаат зашто станува збор за Ново е на татко ти. дугачко што го има тоа. Не, за татко ти сакал да се истетовира и татко му што му рекол. Ајде, кажи. Апдейт да направиме. Ајде. Полицаец, хардкор. Да, се ми е јасно. Од времено, милиција. Да, И ја некако милицаец. цел живот, да, и сега кога му ја пратив сликата, Готово. да ти покажам Кажи што рече. да. Кажи што рече. Беше ли на доктора? Мајка ми, татко ми, денеска на нас ни се обраќаат на Кумановски. Беше ли на доктора? И викам, зашто? Па лекарско дали може да се извадиш, вика. Тачан ли си на 42 години, викам, што си? Добре, Врска, ама мамо, му ја така. објаснив што и минјава со децава и разбуди малце. Дека и мене татко ми болен падна за Вика, на твоите тетоваш. деца ќе им дадеш. Мајка ми повеќе пати болна паѓаше Вие не ми дадовте да сте тоа. Повеќе пати падна болна. Жената кој ќе му даде, може. Ти жената ја праша. И тоа беше фората дека сакав да ги истетовирам и минјава на децава и отидов Ја кај ги имам татко ми. имињата на Кажи. децата, а меѓутоа тука имам јустиција ја имам и има повеќе битни нели датуми у животов и сега како ме тетовира пендева, син ми кога е роден, адвокат кога сум станал, керка ми година и сега за годишницава, знаеш. И сега викам 17, 12 беше или 12, 12 и Емилија ми викаме да јави се на жена ти, сега тето важа, ја вика нема да бришем и сега викам мацало, викам кој, ај вика да чујам кога беше. Викам 12, 17, викам 17, пиши 17, викам не зезе. Иначе за болен паѓање на времето многу сакав обетки, пирсе вика осањаш кога бев нели средно факултет, 9 имав едно своевремено. 9 имав, значи сегде, сестра ми ме зезаше перничар зигли, значи на двете веги, 2 на уста, на јазик, на врат, на брадавици, сегде, каде ќе ги текне. Сега само на брадавици ми останат и бидејќи таква болка имам поминато, значи нема шанси да ги извадам. Меѓутоа се криев. Добро, јанаки ти веруваме, се да не те криев тераме да ја дома, се сореш криев дома. болката. Се криев дома, пошто нели исто што ти вика конзервативни, ама еднаш таква некоја маичка полуотворена, значи мајка му несвеска паднаше кога ми видеа. Требаше за Охрид да идаме, сега при себите нека ти дадат пари за Охрид, ме вика и си излага. Дете, тоа е така. Гледаш Мене добро. татко ми ме праша, што ќе тетовираш, вика ми минјава на деца. Зашто? Забравljаш? Да, Тоа беше. Кумановци најак хумор има, најаки пцовки има. Кај мене татко ми падна болен кога се истетовирав прв пат. Мајка ми не, ама татко ми. На видно Мајка ми место? се ставивме заедничка тетоважа со мајка ми, Фати со она придавајци, мечинка. па праша се на видно место. Па зашто кога ќе видеше некој на одмор пример, да ми ќе види некој онака Криминалец. он го вика Ишаран одма е криминалец, одма е криминалец. Ти имаш името на малиот, на синот, го имаш? Јас имам тетоважа мајка и син како го бацува во чело. Убаво. А сопругот го немаш? Уште ама Ќе биде. ќе биде. Добро. Следно. Добро. Љупка, ти имаш неколку тетоважи? Имам повеќе тетоважи. Да, на него има некој од љубовта или не Не заслужи. изпишавме да. Имам една мечинг. Тетоваж. Мечинг? Аха, за исто тетоважа имате, добро. Ајде да истераме еден круг на предизвици, да видам како ќе одговорите. има? И предизвици нормално имаме. Ајде. Кај тебе, Љупка, прво, значи партнерот да речеме дека заборавил или имал голема гужва да дојде на важен настан, да речеме дека не се појавил на отварањето на вашиот бренд Митров. Добро. Значи и се оправдува, кажува, меѓутоа, значи како и на кој начин он треба да се оправда и да каже извини за ти да не му се налутиш. Што треба да направи? Значи не доаѓа, ви отварате. Која е причината? Која е причината го прашуваш него? Па не знам. Еве сега тебе те заборавил, прашувам. значи баш заборавил. Значи едноставно ќе биде заборавен. Заборавен. Ама многу сака да се Како извини, може, све. да, ама не може да некој што те сака не ги заборава твоите битни работи што ти значат. Ама стварно бил во гужва. Стварно му се дисала многу Не работа. постои поголема гужва од жената. Така ли? Да. Добро. Ама нова кола ќе ти купи. Не. Мислам, Си купам само, колата речи. може да ми ја купи, ама која ќе го добијам неговото внимание и љубов. Така. Значи Ја ништо не купува колата и она опростиш. одвозува со колата, вака и завршува филмот. Дали кога Немам ти кажува филм. овие вака Ја не сакам филмови, не сакам филмови. Значи за ништо нема За да му. ништо, едноставно, овде фактички он мене нема испочитува, што за мене тој ден бил важен, а почитаен број 1 и се друго паѓа у вода.
Така да, довидување. Довидување. Довидување, добро, окей. Дали ќе има довидување? Не, нема довидување. Збогум! Збогум. Нема стварно така, сега за така настан не знам нели господјата, ама сега освен не да веројатно може да ја има питам некој дека- здравствен проблем или не знам, стварно сато те прашав кој, ама да заборавил. Чекај, Ама да заборавил, не може да Да, се јасно, заборави. здравствен проблем. Имаш соло концерт. Е па да, Да, така, нели оправдување е тоа, ама да заборави. Не. Снеже. Например, здравствен проблем си го удрил малото прсте во... Тоа не е здравствен. Тоа е повреда, тоа е повреда. На здравствен проблем ќе биде информирана и жената, Да, така. да, Сигурно ама нема да крие дека има заборави, значи здравствен не може проблем. да заборави. Забораваш нешто не би. Што се смешкаш така, а кекај. Не, Добро. Јанаки, ајде. Значи сте штеделе со сопругата Дека сум задаре. влав се овакво прашање? Штеделе? Влав на германски знаеш ли како се вика? Штедлер. Да, се рече што си купи евра. Евра. Купил зашто ќе видам? Евра, да. Колку години имаш? Немам. Филма ќе вас има ко за нас. Ова не го знам. Ајде, еве сме штеделе, нели? А ова е стварно на етник slur се вика ова на Окей, sorry. у United States. Да. Значи, еве нема Сте да собирале. А у Ни да го Македонија се вика изговорам нема пари. зборот. Ни да го изговорам зборот заради тоа што се обраќам на влав. Ајде. Значи сте Собирале. штеделе. Сте тит. Сте собирале пари, ти и сопругата. Она е влајнка или не? Не. Добро. Замисли што би било кој она. Сте... си собирале пари. Добро. Еден влав и неговата сопруга. Не влајка. Не влајн. Не влајн. Не влајнка. А влав walks into the bar. Значи, и биле нели тие пари за нешто заеднички што е. Добро. Дали ќе вложите во некаков деловен простор или било што, меѓутоа ти си видел кола која што многу ти се допаѓа, одлична цена, значи си ги вложил парите таму. Добро. Како ќе ја убедиш сопругата да не ти се налути дека тоа си го направил за ваше добро? А она е љута, значи и фрите љута. Нема ни да биде лута, нема Значи ни да лута е сега хипотетички, она е многу е љута. Многу е љута, значи хипотетички ти вика како не ти е срам, како можеше, заедно штедевме, плюс си влав и се друго. Кога бевме, сега нели полнолетни сме, кога бевме деца и сега пошто си нели дете, нема кога се возевме, нели многу често имавме сексуални односи во кола што е прилично неудобно за голем човек како мене. Така да не може така бе убедила ја да пробаме колава. Сега нема хипотетичка Ај боле врати ситуација. се на брадавици, жити ме. Не знам како би ја убедил, не би ја убедил, тешко ми е да се ставам у таа хипотетичка ситуација затоа што и она да ги потроши сите пари, ја не би се наљутил и ја да ги потрошам. Нема да не би се наљутите. Не, зашто да би се наљутил? Пак ќе ти кажам, имав една професорка, класна ми беше, односно во основно и многу ме мрзеше, али една паметна работа кажа што цел живот ми остана. Ако нешто е материјално и може да се надомести, не вреди да се нервираш за него. А добро, ќе направиш пари. 2-3 случаи ќе направиш пари и готово све ќе Не, отвараш канцеларија и врне тука са тие митови. да ги Ja, чуеш. naravno, dobro. Што кола возеше као млад? Од татко ми джипот го зимав тоа чисто за комоција. Имало висина. Иначе имам иначе Fiat Punto ни е 2000 не ги имам. Добро. Ле тоа е постаро од тебе, жид. Fiat Punto. Dobro. Тоа е 90 И осмо. пунтото. 2000-ката бе? 2000 тamo. Аха. 2000-та оние вторите што излега. Dobro. Antonija, imaš pesna koja ti si 100% sigurna дека ќе стане хит. Значи, со што или на кој начин треба да те убеди сопругот да се откажеш од неа? Значи, он смета дека нема да биде хит, значи на кој начин он треба тебе да те убеди? Па, ако јас почувствувам нешто во песната, нема може шанси да да те ме убеди. Имавме момент, пример, со жена, песната пред излезе. Ми кажа негово мислење дека по него е монотона песна, а не се испостави така на крајот. Така да нема шанси да ме убеди некој, поготово во музика. Нешто што ја Се имаш посеќам. рецепт кој успева, ако не му се допаѓа, значи не му, онда ќе имаш хит. Тогаш е топ, она Добре, хита па така 100%. Мора да ти кажам Никола си ја рокам Баш ми е стално мило. со сопруга. Ете, гледаш ли? Така да добро е, одлично. Даце, ти си последен. Значи, пред некое време сте зборувале за да одите на одмор.
Сега сопругата решила дека тоа е Италија. Арно, ама ти Супругата решила дека тоа ќе биде во Италија. Значи она рекла, значи идеме во Италија, ми се допаѓа, сакам да одам. Значи, арно, ама тебе повеќе ти лежи Турција. Има поише лапачка, знаеш. Подобро. Побрзо се стигнува, летовите се поевтини и така натаму. И више ти си уплатил за Турција. Сега, како ќе ја убедиш сопругата дека тоа е од голема љубов кон неа, дека ти си одлучил да идете во Турција? Ова е Ајде. скроз контра од тоа што сме. Ја ти реков Ама играј си, хипотетички. влези овакво. Како ги видиш влагај? Влези во улогата. Нема на нас потешки прашања ни даваш. Морам да Поти сте забележам. мажите. Значи, добро. најчесто и јас сум дома тој што ги организира тие патувања, ги осмислувам што, како, каде, Па ако ти кажам дека прв пат вчера изрази желба дека е повеќе да одиме на планина него на море, Ама сега Мене- хипотетички си играме. Не ми се исповедај. Има потреба да збори. Има потреба да ми се Не се исповедај. споведа на сестра Снежа. Не ми се исповедај. како да ја убедам? Ајде. Маче, ама знаеш. Влагај. Влагај. Ќе ги видиш. Обожава да се сунче и ќе кажам дека у Турција има повише сонце него у Италија што У има. Турција превише сонце, брат. Особено Еве, не ти го прифаќа, не ти го прифаќа тоа. Ајде убедувај уште, не ти прифаќа он. Дека до Италија треба да патуваме со кола, а до Турција ќе идеме чартер со авион, а она слабо си има возено летано со авион, така да ќе прифати. Уште опции треба да овакво. Уште две опции кажи за да ја У убедиш. Италија е малце поскапичко кафето, а ваму е all inclusive и ќе се вратиме плюс 14 кила поправени. И не за тоа ќе Терано. одговара. Живот. Само да нема луковина скара како у Египет, иначе друго припаѓа све. Лукна скара кој ќе шибнат египтјаните со тоа нивните зачини. Може. Тоа- Тенка од Може. дете, бе. Тоа ти се враќа од овде, че немаш. 98, многу одамна. Добро. Пред да ви дадам подароци, уште едно прашање. Значи, која е најтешка жена за сакање? Паметната, љубоморната или таа што се поистоветува со жртва? Паметна, љубоморна или таа што се поистоветува со жртва? Која е најтешка жена за сакање, а си заљубен во неа? Таа што се поистоветува со жртва Да. не е ни за сакање. Да. Ама Реално. ти си заљубен во неа. Нема да бидам заљубен. Може ќе бидам, ама веќе се одљубам. Значи ако некој цело време глуми жртва, тоа не ли ти онака блокатор, како да ти кажам. Љубоморна е веројатно најтешка за сакање. Третава што кажеш е Паметната. невозможна, не што глуми жртва. А ја многу сакам паметни општо луѓе и жени, не сум препотентен, ама стварно глуперди не трпам. И така да паметна би ми бил изборот. А ова што велиш, значи цело време да ти глуми жртва, ја не знам кој тоа би го трпел на некои долги стази. Не знам најубава на свет да е, најпаметна на свет, едноставно ќе ти се одмили, ќе ти дојде преку глава со тек на време. Да, те се согласуваш? Јас Меѓу која ти? Меѓу љубоморнава и паметнава и оваа што глуми жртва? Која е- Која одлучуваш? Која е која е- најтешка за сакање? па не знам, ете ќе се надоврзам на него, најтешка за сакање е ова што глуми жртва. Што се пренамага 24/7. Љубоморнава, јас не можам да трпам некој љубоморен до Ама мене. јас сум љубоморен, викам. Фала му на Господи, имам некое малце мрвце така Сите некој има. љубомора, да. Тој вика А дека и не нема е во лаш. ред да немаш. Така е, да. Тоа што ти е стајана на ф***ов да ми простиш Да, и не ти да. значи ништо у живот. Си ја почитувам како паметна жена ми, тешка ми е за сакање. И ја многу ве сакам и затоа ќе ви дадам подароци. И да знаете. И ова дека сплав се. Све. Докажи си љубка слободно. Тоа е уствари правило број 1. За да добиеш тоа што треба да добиеш, треба да се сакаш самата себе. Ако јас не се сакам, Кој кој ќе те сака, очекувам да да. ме сака? Така, добро, подароците. Значи, имаш и за јадење, имаш таму и за чистење нешто, ма имаш и за витамини, све има. Значи, За љубов нешто. и за љубов има. И све. Значи, осоговски млечни производи, еве ги кашкавалчиња, ако не сте ги пробале да ги пробате, тука ви даваме. Преска ги гледам. Да си крснете слободно. Значи, тука имате и сиренце, имате и путер. Знам дека Љупка готви, ќе сготвиш нешто, па ќе ви испратиш рецепт, добро. И ти, Јанаки, можеш да сготвиш нешто, не мора само шпагети. Повели? Еве овде ќе Шпагети го со оставам. путер. Добро, ова се шпагети со Така ќе тоа прави, шпагети путер. со њезе, Да, и одозгоре кашкавалче. Да видиш една перница, љубавна пернича, да си Звезда. звезда. Да. Дека твојот партнер е звезда.
во твојот живот. Да, ете така. Сара Fashion Home ви поделуваат и на вас подароци, ќе си видите. За мажите е специјално, ќе видите тие кои се подароците, намерно сум ги одбрала такви. Момци, и за вас девојки, нешто што многу брзо се готви, значи ова се, ја ги викам полуготови, иако се додаваат само неколку состојки, значи или вода или јајца, значи лава колач во случајов е, подравка имате, значи не е битен изгледот, рековме, дури ни на колачето не е битен изгледот, туку битно е да биде вкусно. Содржина. Да знаете, да, содржината е битна. А содржината тука ќе ја најдете, повели, да не го спуштам. Добро, а значи уште имам број јанаки, број, колку ќе се намножи. Ја не знам. Па после. Си бил, вака ќе биде, си бил еден влав и дошол во емисија. Влегува во емисија. И врнат пари. И влегува со празни раце. И збори, и после излегува со кеси. Не, знаеш како, влага му емисија и место конфети да бага пари. Дојде пак. Ама жена му не го пушти, му рече срамота е. Не си ми кажал, сметки не си положил. Слика се со снеже. За вас, момци, имам од Кенди витамини. Значи, ладно е сега, па има вируси, така да... За вас, што рече? Ништо не. Ништо добро, значи за вас, момци, таму има Драган повели јанаки. Благодариме. витамини. Ваучери, значи ананас, кликбум трас, ке си отворите на страницата со овој код овде, имате попуст. Имате попуст и од Mint кредит, значи 30%, исто така Mint Fintech групацијата ви даваат подароче, многу интересно, ке си го отворите и ќе видите што има во него. Значи имам уште еден ваучер, ова е од Urban Life, можете да си набавите урбана опрема со 25% попуст. За девојкиве од Cloche Cosmetics, тоа е нов бренд на македонскиот пазар, значи полска козметика, не знаете колку убави производи имате. Еве, значи, убаво ке мирисате, ке ви биде мазна кожата, да знаеш. Уште еден бренд, ова е вегански исто така, нов производ на македонскиот производ, така по мене, разбираш, по мене. Си по себе. Да ги најдам. Веган, за месово после. Месото. Ке си го провериш производов. Кажуваш за како козметик. се за фрканци не сега дека си веган или? Па кажувам те дека сум веган. Тоа. А што да не, ја немам никаков страх. Колку време? 18-19 години веќе. Ќе кажеш нешто, ама ќе ти кажам кога нема да се случи. Без месо. Друг пат ќе Сега снежа за тебе еден поклон. Ајде. Браво. гледаш ли? Не се зна сите, браво, сега. Не морам. Така. Ова е Пази, само да не стану. нешто кое што во скоро време ќе излезе. Значи прва си, тоа е благодарам најмногу. мојата нова колекција на дуксери. И мислам дека ќе ти се допадне. Не кажувате, дуксери Па вади. не се уште не се уште излезени. Само за жени. Затоа што си жена со љубов Антони. Еј, прекрасно. Браво. Благодарам многу, Леле, име го домино, значи све во песнава, значи срушиме како домино. Леле. Покажи го сега и Антонија. дуксерот да го видиш. Па како ќе го покажам? Леле. Тоа, Па да. Баш убав, браво. Многу убав. Ја многу Многу сакам убав. дуксер. Има да пршти на кейса бајлечки со точак. Леле, па со точак има да се вози, фала ти, Антонија, многу убав подарок, фала ти. Ти благодарам, Баш ми ти е мило што благодарам. Браво. Па што убаво мирисе па. Да омекшивач мирисе. Перене, да знаете, се гледа дека мајка. Дека мајка. Нема друга. Еве. Замисли. Или е носена. Па дека од мене можеше да биде носен. Може, па како? Па знаеш ли колкава е ценот? Ете така, имав поклони од Љупка, значи од нивниот бренд Митров, Е, чисто ние да гледа знаете. како ќе Да, испаднеме. да. И од твојот бренд? Да, ми го Знаеш ке ти дадам ваучер од 20% на моите услуги ако дојде. Не ме колни, бе, не ме Ако колни. стигнеш до него. Ако дојдеш, дај Боже. Не ме колни. За мене Без Боже клетви, сам. бе, благослови може, клетви не, јанаки, молим те. На крајот, заклучокот е, од какви жени да бегаат мажите? Ајде, Љупка, и затвараме сите, мислам. 3-4 од какви жени да бегаат Од мажите? јас да кажам, И ти да кажеш и они сите. од несреќни жени, од жени што не се сакаат да бегат мажите. Да бегате? Ајде, јанаки, од какви? Од оло жени, што е оло жени е многу, нели, меѓутоа, да, несреќни, фрустрирани, претерано љубоморни и лицемерни. Затоа се вака повеќе воедно. Добро. Па да, и го делам истото мислење и со Јанаки, со Љупка. Ја би рекла себични.
себишни. Бидејќи Да. извини што те пребивам, бидејќи имаат тенденција да ги пренесуваат фрустрациите општо такви луѓе, а не само жени. Добро. И жени кариеристки, тие се исто лоши. Не, ама зборам жени што само сакаат кариера и ништо друго. Така, Што не се Добро. посветени на Ајде да се. оттаму израза. Тате заклучија емисијата. Од пијани жени да бегаат. Да се надоврзам на Пијани жени се искрени На жени. емисијана да се надоврзам. Ти Да се текна? надоврзам. Од пијани жени. Да бегате. Е, па Искрени се, толку. искрени. Во виното. Сега за Дојди кого на како, вечер, ама? мене ќе што пеам да видиш. Ајде, бе, сигурно ти е јако, ти се песен. Јако е, јако. Добри. Дечки, фала ви многу што бевте мои гости. Фала и на тебе за Уживам во поканата. Фала ти за разговорот. поклоните, леле, многу. Ќе ти дојдам пак да ја поздравиш сопругата и вие да Фала се ти поздравите многу, фала ти, по да. дома, затоа што кога сте вака, значи расположени, духовити, сигурно имате партнери кои што многу ве сакаат, па вака зрачите со убава енергија. Така? Благодариме. Фала ви многу. Фала ти. Ви благодарам и на вас за вниманието. Значи следете не и на YouTube, на Facebook, на Instagram и се гледаме следната недела. Поздрав! Одам да го пробам дуксот сега.